senka smrtna, nema kade da odiš bez mene. Ja sam ljubav večna tvojoj, Tatko nebesen, te čekam da klekneš, sine, da se pokaješ. Isuse, Pa to da se vratiš od ovoj smrten svet. Prosti mi, Tatko, reći pogreši, dušama moja ja vraćam pregratka tvoja, oj ljubav večna so tebe, Oče moj. Se vraćam kaj tebe, o živa voda osveten, Tatko najmiliji Isuse, o večna ljubav prerode. Tatko naš koji si na nebesata, Tatko naš nebesen, ti blagodarime što je u ovoj den mi davaš život zdifi se, ti blagodarime, ti blagodaram što mi go dade duhot tvoj, duhot na tvoj sin da vika Tatko, da te proslavi tebe, Gospode Isuse Hriste, da zboruva za tebe, da svedoči za tebe, da bidam glasnogovornik na tvoja ta ljubov, na evangelijeto na mirot, lebot naš nasušen, daj ni go i denes i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuvame na našite dolžnici. I ne vovedi vo iskušenje, no izbavi ne od lukavago, zašto tvoje je carstvo to, negovo je carstvo to. To i ne izbavuva ako povikaš kon nego, ako gore što povikaš kon nego i ostaneš vo toa. Ne se vraćaš na stariot način, na starata priroda, na grešната падната природа. Те молиме, Господи Исусе Христе, и овие зборови да бидат во силата Твоја од десната страна, да се исполнат со Твојата љубов, да ги допрат сите оние кои ќе повикаат кон Тебе и ќе кажат прости ми, Татко, погрешив пред Тебе и пред небото, кои ќе се покајат со срцето, да се покајат, да разберат со срцето, да разбереш, да го засакаш, да се покајат, да бидат исцелени. Те сакам, Господи Исусе Христе, Ти благодарам што ми даваш мир, љубов и сила. Ти благодарам што и во овој ден ме исправи да се движам нозеве, рацеве, умот, срцата и душата да сведочат за Тебе, да се прославиш во моето срце. Ти благодарам што на Македонскиот полуостров доаѓа Твојот мир и Твојата сила со евангелието на мирот. Овде во Егејска Македонија, овде во Грција, во Пиринска Македонија, во Ионска Македонија, на Македонскиот полуостров, бугарите, србите, грците, албанците, да не се мразат, да не се негираат, да не излегуваат од царскиот закон на љубовта. Да дојде Твојата љубов, ја враќаме Македонија и Македонскиот полуостров во Твоја собственост. Ти да се грижиш за неа, Ти да се грижиш за овој народ, со срцето да разбере, да се покае, да биде исцелен. Те сакам, Господи Исусе Христе, на едно од собранијата од четврток. Една наша сотрудничка Ангелина постави прашање за втората, третата смрт. Во Откровение беше читано. И јас реков, па тоа сме го зборувале веќе, но еве тој ми продлабочи уште еден текст, тоа се тие текстови, значи тој зборува, јас сум само сад за негова употреба. Првата смрт. Првата смрт. Исус Христос ја победи смртта, го победи сатаната, ги има клучевите од адот, го знаеме тоа, но луѓето плачат кога ќе умре некој. Жалат кој знае што да се случило, не забораваат, јас им кажав пред некој ден. Ставете го тоа во срцето. Ние сме овде привремено. Ние имаме небесна татковина. Не сме од овој свет. Ние сме од горе. Ние треба да сакаме да го бараме Царството Божие, да се вратиме горе. Првата смрт, втората смрт. Исус ја победи смртта, ги има клучевите од адот. Тој вели, тој доаѓа до вратата на пеколот и оттаму те избавува. Во Стариот Завет има еден стих. Што е тоа смрт? Што е тоа смрт? И има стихови о смрт, каде ти е осилката, каде ти е победата во Коринтијаните.
Господ Исус Христос ја победи смртта, ги има клучевите од адот. Видете, тој може да воскресне. Се сеќавате, Аврам го носи својот син кој долго го чекаше и зели тој ќе го воскресне, да го жртвува. Тоа беше неговото искушение, остави се земно. Смртта и пеколот, цитат, беа фрлени во огнено езеро. Тоа е втората смрт, Откровение 20:14. Мислам дека сите знаеме што е тоа првата смрт. Сме виделе, сме биле на погреб на некој роднина близок. Телото оди во земја и тогаш се поставуваат тие прашања: зошто живеам, зошто луѓето умираат, зошто сум овде? Тоа е првата смрт. Телото оди во земја, се погребува, на разни адети има. А духот негов се враќа со душата, се разбира. Кај оној што ја дал смртта и пеколот беа фрлени во огнено езеро. Значи повеќе нема смрт, таа е фрлена во втората смрт. Откровение 20:14. Смртта и пеколот завршуваат со првата смрт. И затоа се фрлени тие во огнено езеро. Значи се поминува низ огнот на љубовта. Значи златото се прочистува низ оган. Ти си тоа злато, твојата душа се прочистува. Втората смрт. Телото оди во земја, значи првата смрт. Душата со духот на Отецот на суд. Ние го знаеме тоа. Тоа е прва смрт. Втората, душата твоја со духот оди, поминува низ огнено езеро, како што гледате и пеколот и смртта поминуваат низ тоа огнено езеро. А на плашливците и неверниците, плашливец, еве, например, знаеш за Исус, се плашиш да зборуваш од одредени причини, заради некој, заради нешто. Значи, тоа нешто и некој стои меѓу тебе и Исус. Може да биде член на семејство. На плашливците и неверниците не веруваш до крај. На поганите и убиците, велиш дека си во Исус и живееш постаро. Убици, кога не го љубиш братот свој, не го примаш дома, например, не му даваш да се капе во твојата бања, нема каде да се искапе. На блудниците и магесниците. Ете, еден студент, ова го кажувам, мисля фрапантно, јас сум професор на факултетот за драмски уметности, ме прашува: професоре, зошто водачи на заедници, пастори купуваат книги за чародејства? Каде купуваат, го прашувам. Тој ми вели: па тие се најскапи книги, јас сум, вика, продавач на книги, и кој ќе дојде некоја таква книга, веднаш ги купуваат. Викам, дали, вика, зошто ги читаат тие книги, ако се верници во Господ? Видите студентот како анализира. Тој веќе по презимето потекнува од муслиманска вероисповест. Јас му велам, па не би требало, јас не читам такви книги. Јас книги не читам веќе телесни, освен Светото писмо, сето друго доаѓа. Жива река тече, тоа е целиот принцип. Иделопоклониците и на сите што лажат, иделопоклоници се оние кон себе си, свое мислење, своето семејство, своето племе, својата галабија, го истакнуваш, си ставаш слики свој станот. На сите што лажат, делот им е, дите сатаната лаже. Сега гледаме луѓе, например, малку ќе ги подкастиш од заедницата и гледаш дека лаже. Пазете, ајде да лажеш нешто беззначајно. Сега некој ти прави проблем, ти се наметнува и лажеш, му викаш ќе одам таму за да не ти се наметнува. И па викам, гледам, сатаната те тера да излажеш. Имаме тука една протестантка која тешка, се разбираш. Ќе дојде, ќе ја викнеш и ќе почне да ти држи предавање, не прифаќа ништо, а е во пораз. Тука е тој проблем на протестантските заедници, погрешно учење, малку квас го подквасува, малку отров го затрујува целото тесто. На сите што лажат, делот им е во езерото што гори со оган и сулфур. Тоа е втората смрт. Ти таму поминуваш низ прочистување. Можеш да го замислиш како казан во кој се вариш, но јас ви кажувам дека не е убаво. Свесен си за себе, свесен си за грешната природа. Го видов тоа како голи души плутаат на дно на еден океан, длабока вода. Свесни за себе како медузи плутаат, а горе во еден поглед ми го даде тоа во визија. Исус пее со ангелите и синовите и ќерките Божји. И на овие што се голи души, не се облечени во свадбена облека, после втората смрт, нели, тоа е трета смрт практично, на прагот се пред третата смрт, да умреш ти стариот, грешната природа комплетно да се исчезне,
да се преродиш ти во љубовта Исусова. Им треба многу време од таа гола душа што плута како медуза на некое дно догоре. Се затресов кога ми текна, кога добив некакво сознание во духот колку време ќе им треба. Затоа не го трошете времето, ползувајте го времето, има еден стих. Разумно, не го трошете времето на милост на земјата, повикај кон Исус, додека се уште имаш време. Значи, тело во земја, душа со духот на суд, сите сме виделе погреб, гроб, распадливо тело, ова на земјата се е распадливо и минливо. Видливото е минливо во Коринтијаните, невидливото е вечно духовното, првата смрт. Кога почнува и кога завршува смртта? Тоа е прашање, например. Каде почнува смртта и каде завршува? Смртта почнува кога си се спротиставил на Таткото Небесен, например, Адам јаде од дрвото и му вели не јади од тоа дрво, ќе умреш, прави грев, спротиставен, непослушен. Првото спротиставување сатаната со ангелите паѓа на земјата и затоа е создадена земјата, 1/3 од ангелите. Се ова што го гледате е отпад на дух, материализиран, заробен, нема доволно сила. Иако земјата ви изгледа дека е убава, таа е комплетно сатанска, сатаната е владее и има малку време. Инаку собственост е на Таткото Небесен. Кога си се спротиставил на Отецот Небесен, си паднал на земјата, изгонет си од рајот, тогаш почнува смртта заради непослушност. Еве стихови од редници. Секое дело ќе покаже јасно, судниот ден ќе го покаже, зашто преку оган ќе се открие, оган на вечната љубов, огнен испит. И огнот ќе испита какво е делото на секого. Вика, мојот татко е оган што согорува, што не согорува. Се сеќавате Мојсеј во пустината, му се јавува духот во капина што не согорува. Знаете, овие тројцата што ги пикна Набуходоносор во печка зашто не му се поклонија на идолот, горат во огнот и не горат. Знаете, и таму се појавува и Исус, ако се сеќавате. Слава ти, Господи Исусе Христе. И ако делото на оној што дзидал, служил, што си правил во животот, градбата, остане, тој ќе прими награда. Како ќе остане? Па ако се што си работил за слава на Исус, не си работил за себе. Се што си работил за себе, пропаѓа. Беззначајно е. Ти имаш пари, имаш, не ги користиш за ништо. Домот, се што имаш, користам, употребувам, сум ги дал на располагање на Исус. Оној чие дело ќе изгори, тој ќе биде оштетен душата, а самиот ќе се спаси, но како низ оган, 1 Коринтијаните 3:13-15. Ти поминуваш низ оган, тоа е втората смрт. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти благодарам што ме носиш, што ми ги отвараш овие слова, што ме чистиш однатре, што ми ги исцели сите делови на моето тело, што ме држиш во Твојата покорност, што ме научи да го слушам Твојот глас. Те сакам, Господи Исусе Христе, не за сатаната и смртта, да за Исус. Те молам да дојдеш овде, во Егејска Македонија, во Грција, да дојдеш, да им ги омекнеш срцето, да нема омраза меѓу грците и македонците, да ги признаат. Никој никому не му зема ништо. Ние сме овде дојдени гости сме. Златото минува низ оган, минуваш низ огнот на љубовта. Да помине оваа земја низ огнот. Твојата душа минува низ огнот. Твојата душа, втората смрт. Првата смрт, времена милост, завршува. Го оставаш кафезот на телото, значи ова тело ни е облекло. Кафез во кој душата е затворена. Душата минува низ оган, минува од материјалниот во духовниот свет, низ огнен штит, испит, низ распламтен оган, вечен оган на љубовта. Цитат, зашто преку оган ќе се открие и огнот ќе испита какви се делата на секого, 1 Коринтијаните 3:13. Дали се што работеше, се враќаме повторно на тоа, темел на се што правиш дзидаше Исус. Дали за него си дзидал или за себе од вавилонски мотиви, да се покажеш колку си ти добар, паметен, мудар, идолопоклонство кон себе си, свое мислење. Тоа е најчест проблем на христијаните. По кратко време ќе научат 20 на 30 стихови
неколку теории, туги знања, туги искуства кои не ги поминале. Не знаеш што треба да направиш за да го живееш тоа. Или тие велат по благодат сме спасени еднаш за секогаш. И они така ги прави пасивни. Што значи тоа еднаш за секогаш? Па спасен си, но ти треба нешто да направиш. Например, што? Па да дојдеш како синот пред таткото, погрешив пред тебе и пред него. Тако знаеш каде е таткото. Тоа е повисоко ниво. Второто ниво е патот на евнукот, да дојдеш од Египет, од кај што си ти бил, кај што си бил во ветената земја во Израел. Таа патека, да жеднеш, потоа да се поклониш, да му се подариш, да му се дадеш. Третото е да зборуваш јавно, ова често ги терам моите сотрудници, се налутија една група, зошто се сум им борел, зошто сум ги терал. Па сакаат да служат, сакаат да исцелуваат, да зборуваш Исус, да кажува што да прави во друг дух, значи да зборуваш јавно. Потоа тој ќе ти испрати човек, признаваш дека не можеш да разбереш самиот, не знаеш како, ти го праќа Филип. Филип ти зборува за Исус, така? Ти се прифаќаш, го сакаш, жедне, му предаваш се. И потоа тој сака да се крсти, да се роди, поминуваат покрај една вода. Исус му вели, односно Филип на етиопјанецот, пазете, тој е скопен, не е врзан за телесните страсти. Затоа е каженат, одсечен му е полниот орган. Ќе речам, те сакам Господи Исусе Христе. И ти тогаш треба да признаеш дека не разбираш. Доаѓа Филип, ти разборува за Исус, ти велиш што ме спречува да се крстам. Филип ти кажува во духот, ако срцето ти е право. Тоа срцето дали ти е право? Кому му припаѓа срцето? За кого го чуваш срцето? Кој ти е во срцето? Што ти лежи на срцето? Имам една песна, ја повторувам, страшна, само проколнувачка во македонската народна обредна култура. На срце ми лежи мила мамо. Една лута змија, с краја да е. Не, на срце ми лежи мила мамо Исус Христос. Слава ти Господи Исусе Христе. Втората смрт, духовен суд за земното време, како си го поминал, со кого си го поминал, за кого си го поминал, за кого си живеел, за себе си живеел или за Исус. Секое дело ќе се покаже јасно, судниот ден ќе го покаже 1 Коринтијаните 3:13. И ако делото на оној што зидал постапки на земјата остане, тој ќе прими награда, а оној чие дело ќе изгори, тој ќе биде оштетен, а самиот ќе се спаси, но како низ оган, 1 Коринтијаните 4:15. Значи, ќе поминеш ни сето тоа. Размисли дека Исус те гледа, немој да го трошиш животот во блудство, лага и вавилонство, да се искачиш највисоко, да направиш скали, ти да видиш најгоре. Немој да правиш така. Значи, немаш свадбена облека, немаш дела во единство со Господ Исус Христос, си живеел своеволно, по своја волја. И тука е таа раскрсница. Христијаните живеат по своја волја, си живее он како што сака, он како што мисли, си има желби, мисли, чувства, демони на мисли, чувства и желби, и мисли дека е во Исус, дека Исус мисли што мислиш ти. Исус е на помош. Не ти треба да го прашаш што да направам денеска за тебе, Господ Исусе Христе. Ако делото издржи, градителот ќе добие награда. Ако па делото изгори, градителот ќе се соочи со загуба. Сигурно ќе изгори тоа што си ги собрал. Знаете, голи доаѓаме на овој свет, голи заминуваме. Не можеш да ги земеш парите горе да купуваш и правиш. Сето тоа е она што сатаната ти го дал, но ти си му се поклонил. Ако ми се поклониш, што се кажате кога го искушуваше Исус, ќе ти ги дадам сите власти и богатства на овој свет. Тие се тие што се богати и што ве владеат. Нема грешка. Затоа од нив не очекувај. Еве во Македонија насила го променија името, ќе ви кажам пример. Референдум имаше, не помина и насила го премена и ти изборат сега тие истите за правда кога самиот процес е крив. И секој кој ќе дојде на власт претходно вика ќе го вратиме името, ќе ми дадеш, си ми дал ти мене име, јас не сум се сложил. Не можеш ти така. Законот на слободна волја. Кога ќе дојдат на власт, ќе ги викне Језевула од Скопската тумба. Ова е метафорично или параболично. Таа што владее овде со сила, прави војни, бомбардира народите, труе ЛГБТ заедница, вештачка храна, сака да те умре, да те зароби.
И одеднаш кога ти ја гледаш велата, па добро, сега името вака име. И се пишманува, остануваме така, ние со наметнато име од сатанската сила на злото, поднебесни сили на злото на овој век. Само со Исус можеш да се спротиставиш на тоа. Но ќе дојде ден кога сечие дело ќе излезе на видело, секое дело на секој христијанин, политичарите не размислуваат дека кога цел ден народ го продаваш, а не е твој, ти во големо проклетство ќе завршиш. Ќе треба да отплакеш око за око, зап за зап твоите генерации. Секое дело на секој христијанин ќе биде проверено низ оган за да му се утврди вистинската вредност, духовна вредност дали има. Испит на вредност и љубов, заедништво со Исус Христос, тоа е втората смрт. Полагаш ти. Поминуваш низ огнот на љубовта. Исус треба да ни даде ново име, бели облеки напишани на камен, чисти духовни одежди, да не бидеме голи души. Голи души. Имавме ни една тетка Мира, која ни беше кума на мојата сопруга Марија, Маре. Таа ни кажуваше, таа работеше разни техники, го зборам ова на крајот, отплаќаше, умираше во рак, маваше со теспи по жената на шеот. И така да и рекле, која се ти да маваш со теспи по жената на шеот. Видете сатаната како те користи. Инаку имаше намера добро да прави. Беше православна, работеше разни техники. И велеше, гледам доле што има по црквите и по градов. Плутаат како темни, црни, голи души. Да не бидеме голи души, понатаму, да ни даде Исус нова облека. Жена се допира до облеката на Исус и се исцелува. До што се допира таа? До духовната или физичката облека? Телото е физичка облека. Кога го оставаме, стануваме гола душа. Има тело телесно, пазете, и тело духовно. Се сее тело телесно, душевно, воскреснува тело духовно, го оставаш тоа тело и добиваш друго тело. Тоа е премин од првата во втората смрт, тоа е во Коринтијаните. Премин од првата во втората смрт, 1 Коринтијаните 15:44. Исусовата облека горна ја делат на 4 дела, физичката, видите, примитивни луѓе, Јован 19:23-24. Духовната облека не можеш да му ја земеш. Матеј 20:11, затоа тој вели, вам ви е дадено ова да го направите, инаку татко ме ќе испратеше 10.000 ангели да ме бранат. Во Матеј 22:11-14, човекот кој нема свадбена облека, го сврлаат од свадбата. Ние сме поканети на таа свадба на јагнето. Каква облека, телесна или духовна? Каква облека ни е потребна за свадбата на јагнето? Се разбира духовна, да го соблечеме овој гревовен стар човек. Кога ќе поминеме низ втората смрт, огнот на љубовта, добиваме нова облека, име на камче бел напишано, што не се брише. Тие ни го избришаа името, сакаат, но нек се брише тоа. Македонија, македонецот е запишан во Светото писмо и тоа е грев против Светиот Дух. Затоа што тие големи цркви кои ги водат народите на Македонскиот полуостров немаат љубов за другите, значи не се Исусови цркви, Исусови ученици ќе ве познаат по стиховите дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе, ако грците, бугарите не ги признаваат македонците, србите, црногорците, русите, украинците. Нешто е погрешено тука. Ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе, значи не сте негови ученици. Значи поминеш низ втората смрт, огнот на љубов. Еве стихови, бидејќи знаеш дека наскоро, апостол Павле, ќе го оставам моето тело и јас, како што Господ наш Исус Христос ми откри 2 Петар 1:14. Ова тело ќе го оставиш и заминуваш. Овде сме привремено, дали го бараш Царството Божјо, првата смрт, оставање на физичкото тело, а сегашните небеса и земјата, пазени од истово слово, се чуваат за оган во денот на судот и погибелта на нечестивите луѓе, 2 Петар 3:7. Значи и небото и земјата се оди низ огнено езеро, низ прочистување. Колку несреќен, цитат, човек сум јас, кој ќе ме избави, апостол Павле,
од ова тело на смртта. Видете? Римјаните 7:24. Само Исус избавува низ првата и втората смрт. Апостол Павле, секој ден умирам, браќа, 1 Коринтијаните 15:34. Умира стариот Павле, Исус се населува на едно место, вели, тоа што живее во мене не ми дозволува злото да се променам. Тој демон и дух што се уште не е исчистен. Видете, тој служи и се бори се уште. Сатаната гледа да ти влезе во душата, да те наполни прен во телото и душата да те затруе. И ти си во војна. Пишано е исто, победата ја проголта смртта, 1 Коринтијаните 15:54. Исус ја победи смртта. Држи се ти до Исус, облечи ги обувките на Евангелието на мирот, дозволи му да ти ги измие нозете. Никаде не одиш без Исус. Исус оди пред тебе, во тебе. Исус ја победи смртта и ние со него. Одиме, сите нема да се упокоиме, туку сите ќе се измениме. Знаеме дека кога земното живеалиште на нашето тело, на телото, кое како шатор ќе се разруши, тогаш ќе имаме од Бога здание, куќа неракотворна, вечно живеалиште на небесата, небесно тело, духовно, зашто во кое воздивнуваме, копнејќи да се облечеме во своето небесно живеалиште, само да се најдеме облечени, а не голи. Да се најдеме, дали копнееме за ова, облечени, а не голи души. 2 Коринтијаните 5:1-2. Друг препев, само да се облечеме нашите небесни тела. Да не бидеме голи духови без Исуса. Слава ти, Господи Исусе Христе. Тоа е третата смрт. Умира тој стар дел од тебе, демонски, сатански, спротиставен. Ти добиваш ново тело и си жител на вечната љубов на Таткото небесен. Знаете, кога ќе ја кренам раката горе, ќе помислам, се затресувам. Горе седат моите браќа и сестри во вечната љубов, а ние овде работиме, го шириме Евангелието на мирот, додека се уште има време. Значи, во времето на милост. И бев овде исто така, во Неапори, се сеќавам. Влегов во една силна молитва, бев во водата, беше еден мирен ден. И одеднаш патека вака и ме крева, полека се движам кон небесата и рака ме сопира вака, танк и ме врти назад. Јас пак, во молитва се молам и веќе летам, заминувам. Танк ме враќа 3 пати и ми вели, сакаш да се вратиш? Глас, се затресувам. И одеднаш, во дел од секундата, ги гледам заедницата сотрудници, сите мои роднини пријатели на земјава, дека ќе настрадаат, некој треба да зборува, да сведочи. Не, реков, да ја завршам трката. И се вратив назад. Слава ти, Господи Исусе Христе. Браќа и сестри, вие не сте од овој свет, не се врзувате за светот. Остави се што стои меѓу тебе, Исус. Најчесто се тоа роднини, пријатели. Фати се за Исус, зашто ако си ти во Исус, ќе ги излечеш нив еден ден. Постои шанса. Ако не си во Исус, сите ќе пропаднете. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што ги издаваш овие слова. Првата смрт, физичко тело. Втората смрт, душата и духот низ огнот. Третата смрт, добиваш нова облека. Добиваш духовен идентитет. Се враќаш во Царството Божјо. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Татко мој, дојди, Господи Исусе Христе, во Македонија и помогни ни. Дојди во Грција, во Бугарија, во Србија, во Албанија, на Македонскиот полуостров. Помогни ни. Ја враќам Македонија и Македонскиот полуостров во Твоја собственост. Силата Исусова со нас, не за сатаната и смртта, да за Исус во моето срце. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус веднаш да замине, тоа е заповед на молитвена војска на Исуса Христа. Не отстапуваме. Те сакаме, Господи Исусе Христе, те љубиме, ти благодариме и денеска и довека љубовта Исусова да не преплави. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Амин.
Amin, do Božje carstvo nebesno. Ah, koliko si nebozljubil, Tatko nebesen, te sakam, Gospode Isuse Hriste. Silata Isusova posekuje srce čovjeku, ako te mači, nešto imaš bolke, bolesti i stradanje, zastani i reći vaka, Tatko, tvoj sin povikuva kon tebe, u ime to na Gospod Isus Hristos ti predavam se, pokaži mi što da pokajam, so srce to da razberam, da bidam iscelen, se pokajuvam za sekoj grev, im prostuvam na site. Pokaži mi komu ne sam oprostio, ne osuduvam, ti si sudija, to ja prihvaćam tvojata volja vo moj život, ti go predavam srce to. Prosti mi, se pokajujem za grevovite na mojite predsi. Se pokajujem za Antioh Epifan, što im go pravil se to na Izraelcite, na Evrejite. Prosti im da soprat negiranjata na Makedonija, Makedoncite. Te molam, Gospode Isuse Hriste, ostanu vam vo tvojata ljubav. Od zemljata do nebesata znam to Isusovo, da se proslaviš vo moje to telo. Ti blagodaram što gi isceli site moji muskuli, nervi, koski i od organina grevot tije se organina tvojata pravednost. Isuse i samo Isuse, za sekogaš, na sekade, vo sekoje srce Isus. Amin od zemljata do nebesata. Amin. Dođem po tebe, po ta dolina nasenka smrtna, nema kade da odiš bez mene. Ja sam ljubav večna tvojot, Tatko nebesen, te čekam da klekneš, sine, da se pokaješ. Isuse, Pa to da se vratiš od ovoj smrten svet. Prosti mi, Tatko, reći pogreši, dušama moja je vraćam, pregratka tvoja, o ljubav večna so tebe, Oče moj. Se vraćam kaj tebe, o živa voda posveten, Tatko najmil Isuse, o večna ljubav